Прво, фала ви до редакцијата што ме повикавте да се изјаснам во однос на мојата колумна. Најпрво би сакал да изразам жалење за недоразбирањето помеѓу мене и јавноста. Меѓутоа да изразам уште поголемо жалење за тоа што на некој начин луѓето кои што ја прочитаа мојата колумна се почувствуваа повредени, навредени, загрозени или исплашени, а тоа не беше воопшто цел на мојата колумна. И јас сакам да изразам и разбирање до нив, кои што на некој начин, поради овие нивни чувства, помислија дека јас на било кој начин ја релативизирам педофилијата. Дали вие, пошто шиканирани сте во јавноста, дека одобрувате педофилија? Кој е вашиот став за педофилија? Педофилијата е болест и јас никогаш не одобрувам кривични дела кои што можат да наштетат на било кој, а особено на децата кои што се наша иднина. И сметам дека секое кривично дело кое што ги загрозува децата, без разлика дали е тоа силување, дали е тоа физичко малтретирање, психичко малтретирање, јас најостро го осудувам. Дали, бидејќи во еден голем дел од вашата колумна се освртувате, правите осврт на сексуалноста, односно на учењето на сексуалноста на децата од мали години. Дали сметате дека кај нас има сексуално образование вистинско или нема? Точно тоа и беше поентата на мојата колумна. Мојата колумна е моја прва колумна и се надевам дека луѓето ќе разберат дека можеби не го избрав најсоодветниот јазик и израз за да можам да допрам до сите, до пошироката јавност. Меѓутоа, она што сметам е дека треба да се отворат овие прашања за детската сексуалност, а особено за сексуалното образование во оваа држава. Ние денеска имаме многу малолетнички бракови, имаме многу малолетнички бремени жени, имаме многу сексуално преносливи инфекции. Сите овие работи се случуваат токму поради табуизирањето на оваа тема, сексуалното образование на децата. Мислам дека во најголем интерес на децата е тие да добијат соодветно сексуално образование, за да можат да препознаат кога се искористени од некој возрастен, а кога не се, и да можат на правилен начин да функционираат. Точно ние возрастните, стручните лица, педагозите, психолозите, социјалните работници, сексолозите, родителите и целата јавност треба да биде вклучена во овие прашања, да се дискутираат, а не да станат табу и ние да превенираме кога на децата ќе им биде најтешко, а не да ги оставиме самите со себе да се борат кога ќе помислат на секс, кога ќе имаат нагон за секс или нешто слично. Дали целокупната колумна е само твој личен став? Целокупната колумна е мој личен став. Инспирирано од нешто е или од некого или Мојата колумна е инспирирана од тоа како сум се чувствувал јас низ текот на мојот живот, што сум разговарал со моите другари и така натака. Мојата колумна не смее да се поврзува ниту со една организација, ниту со една политичка партија и ниту со било која заедница во оваа држава. Дали очекуваше дека вака ќе помине, зборам негативно, колумната во јавноста? Јас на вистина не очекував дека мојата колумна ќе биде толку погрешно сватена и дека ќе биде грешно интерпретирана од луѓето кои што и организациите кои што сега ја споделуваат. И сметам дека овие осудувања кон мене, овие атаци кои што ги прават се сосема несоодветни за едно демократско општество и сметам дека ние треба да се бориме со нашите ставови, а не со тоа кои сме ние, а особено не да повикуваме на линч, на било кој, па и на мене. Како е деновиве да бидеш Никола Шиндре? Деновиве е тешко да се биде Никола Шиндре. Јас сум комплетно изолиран од јавноста, поради закани за мојот личен живот и физички интегритет. И сметам дека ова... Од која адреса доаѓаат? Имате конкретни заканувачи или не знаете, тоа е сепак? Јас го изгаснав мојот профил на Facebook, токму поради тие закани. Закани добивав од секого, од политичари, од политички партии и така натака. И сметам дека тоа е многу лошо, бидејќи заради искажан став не треба никој да биде осудуван, а особено не да биде спинуван и сопствените личните ставови на некој да бидат мисинтерпретирани, да бидат погрешно представувани на јавноста и да се предизвикува уште поголем гнев кај луѓето. Очекуваш, ако може да се каже, да се спушти тензијата? Се надевам дека по оваа моја изјава ќе се спушти тензијата и дека навистина ќе се обидат луѓето да ме разберат што сум сакал да постигнам со мојата колумна
и дека во иднина нема веќе да добивам закани по живот, бидејќи јас на вистина пред се го ставам личниот интерес на детето, ги ставам правата на децата, ги ставам правата на сите луѓе и не мислам дека ако некој наштети некому треба да помине неказнето. Јас сметам дека треба да се отвараат овие теми за да бидат појасни и за нас возрастните, и за децата, меѓутоа и за целата јавност да изнајдеме начин и одговори на овие клучни прашања кои што не мачат сите нас. За крај уште едно прашање, дали мислиш дека после твојот храбар потек да напишеш колумна на оваа тема, очекуваш дека и други лица ќе се охрабрат да напишат нешто или не? Јас сметам дека Не мора само да напишат, може и Јас сметам дека треба да се отвараат сите теми кои што се табу. Само ако ги отвориме, ние ќе можеме да ги заштитиме оние кои што се најнезаштитени во моментот кога некоја тема е табу. И затоа мислам дека луѓето после ова ќе се охрабрат на некој начин и ќе пишуваат и за други теми кои моментално во оваа држава, во ова општество се табу. Јас знам дека ова атакување врз мене многу мина ќе уплаши, меѓутоа јас ги повикувам да бидат храбри и да го искажат својот став на било која тема, за да можеме да дискутираме, да имаме судир на ставови, а не судир на физички пресметки. А има ли луѓе што те поддржуваат? Што добиваш поддршка апсолутна, што Има поединци кои што низ текот на животот можеби се нашле во иста ситуација. Дали тоа јавно официјално го прават или Има поединци кои што јавно и официјално ме поддржаа и сум благодарен до нив. И не е важно дали ги поддржаа моите ставови, важно е дека поддржаа да се отворат овие теми во јавноста. Тоа е многу важно. Во најголем интерес на децата е да имаат соодветно сексуално образование, со соодветни точни информации, ние возрастните да дискутираме како ќе ги воспитуваме, а не од сексот да направиме табу, за после тоа да имаме малолетнички бракови, да имаме деца кои раѓаат деца, да имаме сексуално преносливи инфекции и никој ништо да не знае за овие прашања. Благодарам. Ви благодарам и вам.